Почитувани, преку инвестиции во образованието, ние инвестираме во здрави и успешни генерации. Инвестициите во образованието придонесуваат за поквалитетен образовен процес. Образованието за време на ВМРО ДПМН беше еден од најважните приоритети на владата и затоа од година во година се зголемуваа инвестициите кои дадоа модерен и квалитетен македонски образовен систем. Владата на СДСМ со ребалансот на буџетот скрати цели 453.800 денари, пари наменети за основно и средно образование. Скрати во изградба на спортски сали, детски градинки. Со ова, во основното и средното образование се блокираат и инфраструктурните проекти, се кратат пари за реновирање и изградба на основни и средни училишта. Нема да има компјутер за секое дете, стоп за имплементацијата на Кембридж, образовниот систем. Се укинуваат пари за изградба на спортски сали во основните и средните училишта. Се укинуваат и пари наменети за интегрирани училници за основно и средно образование, со која би се подобрил квалитетот на образованието на учениците. Само во моментот, во Прилеп, стагнирање се проектите, уредување на санитариите во основното училиште Гоце Делчев, промена на надворешната столарија во гимназијата Мирче Ацев, комплетно реновирање на стариот дел од средното економско училиште Кузман Јосифовски Питу, стопирани се изградбите на двете спортски сали во основно училиште Кире Гавриловски Јане и основно училиште Кочо Рацин. А воопшто не се разгледани проектите за повеќе наменското училиште во населеното место Канатларци и во основното училиште Рампо Левката. Само за подсетување, за време на владењето на ВМРО ДПМН се вложуваше по 1 милион евра годишно инвестиции во училиштата во Прилеп во изминатите 12 години. Изградивме нови училишта со нови локации, училници, компјутер за секое дете, промена на целосна столарија, реконструкција на кровови, реконструкција на подовите и целосна санација на санитарните јазли, нови влезови, парковски површини, асфалтирање на спортски терени во училишните дворови. Отворивме и 3 нови современи монтажни училишта во населените места Беровци, Чепигово и Галичани. Нови спортски сали, тениски игралишта. Почитувани, СДСМ удри по образованието. Со новиот ребаланс на буџетот и кратење на парите наменети за основното и средното образование, СДСМ врши класичен масакар во образованието и ќе ги уназади идните генерации. Преку овој потек, јасно се гледа дека на СДСМ образованието не им е приоритет, иако инвестициите во образованието и образовниот систем треба да се на прво место.